Гужва на последниот пазар пред Великден во Штип. Иако, како што велат купувачите, цените се високи, сепак и кесите беа полни, бидејќи сите купуваа за Великден. Избор имаше доволно, тезгите полни, производите во изобилие. Сите се подготвуваа за пречек на најголемиот христијански празник Великден. Малко е поскап. Понапред беше 100 патлиџано, целката 50, се гледам патлиџано 120, 130, 150, зависи робата како му е. Зависи спремо пензичката како на мене 20.000 пензичка. За мене може. Лично за мене тие пари да се. Ама не е созен, треба на внучиња да земнеш. Многу е скапо, душо, многу. Ово е, не знам, народ не може ништо си купи. Има нешто скапо, има ефтино, ајде, празник иде. Задоволството беше забележително и кај продавачите. Големата раздвиженост од рано утринава ги празнеше тезгите на пазарот во Штип. Цените според продавачите се исти како и претходните петоци и се достапни за џебот на граѓаните. Производството дополнително во периодот кој следи ќе се зголемува. Има раздвиженост, поевтино е за денот, за Великден и ние продаваме лук, кромит, салата. Бара се, ја продаде, носех 300 врзанки кромит и со марули носех салата и по 25 динара, по 30 и така. Од Карвинци. Не се многу ептен исплаќа, ама са, што да правиме дома, да седеме, така, ем се раздвижиме, 20. Ем се раздвижиме снагата, со народ сакова поубаво е. Кај мене цената ни една не е качена, значи стоја си како што си беше пред еден петок, 2-3. Само новиот морков имаше, тај беше малку поскап, 7 динара, а другото беше се иста цена. Како сте задоволни за денешниот последен петок пред Великден? Многу сум задоволен, значи раздвиженост има, многу потражна има, реална потражна и така. Производството едно ќе испаѓа, сега топло веќе станува, ќе испаѓа производството многу. До сега ретко имаше, само сега ќе има многу производство. Домати краставици, зелена салата, млад кромит и лук денеска беа во центарот на вниманието и се бара најмногу. На пазарот во Штип се нудеше и боја за јајца, мед и домашна ракија.